Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, subscribe и удрете на звончето. Почитувани гледачи, јас сум Бобан Илиевски, а вие гледате Работник подкаст. Денеска разговараме на теми поврзани со работничките права и за таа цел наша денешна гостинка е председателката на Сдруженијето за заштита на работничките права, гласен текстилец Христина Ампева. Ампева, благодарам што ја припати поканата да бидеш гостинка во третата епизода на Работник подкаст. Боби, фала ти што ме покани, што и јас ќе бидам дел од овој подкаст. Имавте супер говорници до сега како портал, организација на работодавачи, други организации, активисти, така да епте ми е драго што сега јас сум наред. И се надевам дека ќе имаме интересна емисија и дека ќе биде интересна и за работниците, а и за работодавачите, меѓу другото посебно да упатиме апели до оние донесувачите на одлуки од кои што зависат нашите животи и екзистенција, да ги речеме. Да започнеме од тоа што го најавивте вие што е најново, тоа е Текстилијада 6, која што, како што рековте, ќе ја базирате на плата за живот. За овој поим вообичаено многу не се зборува во Македонија, па еве во оваа прилика би сакал да ве прашам што подразбира платата за живот и што велат за податоците за тоа колку е изнесувала таа во 2021. Па вака, Гласен текстилец заедно со уште една организација Ластрада или Отворена порта, исто од Македонија. Значи ние сме две, еве јас сега може да се пофалам и дека влегуваме како членка во една огромна мрежа, фамилија, да ја речам, која што се вика Clean Clothes Campaign, чија што цел и единствена работа е поддршка на текстилните работници и која притисоците ги им се артикулирани баш кон брендовите, модните брендови. Што значи плата за живот и зошто дури сега се збори? За жал, еве до сега гледате дека најголемиот репрезентативен синдикат зборува само за минимална плата и за синдикална кошничка. Време е да се збори за нешто повише, посебно во вакви едни услови на криза кои што не задесија од 2020. Така да living wage или плата за живот, концептот значи дека треба да има доволно пари за домување, за исхрана, санитарни услови или хигиена, потоа јавен транспорт и посетување на здравствени и образовни институции. Меѓутоа, Clean Clothes Campaign и целата мрежа и организациите отишле чекор понапред и имаме предвидено и некој плюс приход за итни случаи. Што значи тоа, Боби, дека кој ќе ни се расипе пералната во 21 век, да не мора да одиме кредит да вадиме за една перална од 20.000 или од 10.000, туку да имаме некој денар настрана, што значи итни случаи. Или не дај Боже доколку се случи некој несакани работи, операции и слично, да имаме фонд, а не да трчаме по банките, да трчаме да позаемуваме, него да имаме пари да се да излеземе очи во очи со таква една ситуација. Значи, тоа да биде од нашиот труд, спечалени пари, кои што ни се настрана. Ако прашаш денеска, еден обичен работник ти има некој или една фамилија има најмалку 3 кредити, знам по мене, така да за тоа е и концепирана платата за живот, да го има и овој приход за идни случаи во целиот концепт. Колегите од Србија, кои што се исто членови на Clean Clothes Campaign, отидоа они веќе пред нас се далеку, они потпишаа веќе 18 здруженија и синдикати потпишаа декларација за живот. И сега додека владата на Србија најавува покачување ново на платата од септември, кај што кај нас е мисловна именка, тие велат ние 18 организации и синдикати бараме плата за живот да прекинеме да збориме за синдикални некои мизерни кошнички, кои што не
сметките не можеме да си ги платиме со нив, или пак да збориме се уште за минимална плата. Така да се надевам дека за време на текстилијада ќе споделиме секако агендата со тебе, со порталот Работек, за да ги повикаме оние синдикати и организации кои што мислат на обичниот народ. Сметам дека треба да дојдат да не поддржат. Платата за живот во Македонија за 2021 била 52.235 денара. Или придонесот, уделот на минималната плата во таа плата за живот изнесувале фантастични 29%. Тоа значи дека има уште многу ова минимална плата која што имаме сега за да ја стигне таа плата за живот. Што значи дека и тоа е фактички поголемо и од синдикалната кошница која што ја пресметуваат од ССМ секој месец. За жал, ако ја видите, јас веќе почнав да ја вадам платата за живот на синдикалната кошничка, мизерна кошничка ја би рекла, на ССМ, и гледам дека и другите портали веќе го пренесуваат тоа. И тоа е супер, да се види дека еден синдикат, најголемиот, најстар, најрепрезентативен синдикат, смета дека 700 денара се доволни за здравие за 4-члено семејство. Јас неќе морав со црвено онаква рецепта, итно морав да земам панцет за ќерка ми, кој што чинеше фантастични 900 денара. Така да, нивна, пазете сега, корона, нели имавме состојби, натаму еден витамин С е 600 денара. Значи, збориме за 4-члено семејство дека му се доволни 700 денара. Домување дека се доволни 11.000 денара. Боби, тоа не е синдикална кошничка, тоа е мизерија. Прашите го председателот и останатите председатели во ССМ, дали тие 700 денара користат за нивното семејство во тек на еден месец за здравје. Во контекст на ова што го рековте, јас имам и информации, тоа потврдени дека постои формула која што се користи од страна на Европската конфедерација на синдикати, која што е вистинската формула за пресметување на синдикалната кошница, и според таа кошницата би била многу поголема од ова која што се пресметува. За жал, да, само тие ја пресметуваат таа кошница. Меѓутоа, јас верувам на моите колеги од Европа, бидејќи доаѓаат од развиени земји со силни синдикати, а не со партиски марионети во улога на синдикалци, така да тие ја зимаат пред се, значи цело време додека се рачуна за секоја една држава во Европа, а посебно за Балкан, тие цело време бараат информации од мене конкретно. Кристина, кукава беше инфлацијата во месец март 2020, кукава беше инфлацијата во месец септември 2021, така да добиваат информации согласно официјални статистики на Народна банка, на Државен завод за статистика. Не вадам јас броеви од ракав, него користам податоци релевантни од државата, од државните служби, така да, значи, јас верувам во овој концепт и верувам дека ова е вистинскиот начин. Синдикална кошничка е друго, Боби, скроз се слагам дека има многу подобри калкулации, меѓутоа јас би одела на плата за живот, бидејќи сметам дека кога двајца возрастни работат, тоа не треба да биде два минималци со кои што вие не можете ни сметките моментално да ги платите, значи збориме режиски трошоци. Кредитите да не ги ставам воопшто. Храната, гледате дека левот е зголемен 120%. А ние тука разговараме за инфлација од колку 14%? Так, 16. Значи, колку можеме да им веруваме плюс на државните институции, тоа е башка, бидејќи кој ќе се рече 14%, а горивото колку е качено, акцизата не се намали. Иако имаше безброј иницијативи, барем од некои поасални организации и синдикати кои што стварно дававме навремени мерки. Сега гледам дека ние џаве ламиме, ССМ е социјален партнер, одиме у пропаст сигурно и брзо, овој пат не бавно и сигурно, него сигурно и брзо.
така да за жал во оваа држава, па и луѓе кои отишле надвор од државата, еве да го спомнам другарот Бранимир Јовановиќ, кој што се вика допред некоја година беше во Министерство за финансии, баш добро знае што збори, сега е во институт во Австрија, кој што кажува што треба да прави една држава во време на ваква криза. Ние имаме 2 години криза, почнувајќи од корона до енергетска, до оваа ситуација со горивата, со нафтата, Украина. Значи, сето тоа ние посебно земјите на Балкан си го осеќаме, а посебно и со вакви нетранспарентни институции и власти кои што сметаа дека можат само со партиски блиски експерти да си носат мерки на наша штета повторно. Борет, во интерес на времето да преминеме на следното прашање, имено Гласен текстилец како организација, како граѓанска организација поточно е најгласна во контекст на компаниите кои што ги злоупотребија државните пари за време на ковид кризата. Постојано апелирате до јавното обвинителство, барате да кажат до каде се случаите. Еве, зошто според вас, кое е вашето размислување, сигурно сте размислувале добро за тоа, зошто се уште нема никаква разрешница за овие предмети, против овие компании кои што ги злоупотребија парите? Да, Бобин, сам сам знаеш и ти ги пренесуваше, вашиот портал ги пренесуваше и вестите, до кога зборевме, баш разговаравме, имавме состаноци тогаш и со претседателот Ралповски на синдикатот КСС, кој што доаѓаше ги гледавме заедно предметите, сакаме да направиме повеќе притисок, меѓутоа од репрезентативни синдикати не можеме да дојдеме на ред. Она што ние тогаш во корона кризата ние следевме конкретно за текстилните компании. Подоцна почнаа да се јавуваат работници останати од приватен сектор кои што велеа не сме земале онаа минимална плата, а на сајтот на Министерство за финансии, оние као транспарентни финансии, ние гледаме дека фирмите кај што работат тие ги земале државната помош, посебно од сетот од првиот и вториот сет на економски мерки. Значи, јас со сигурност знам дека тие пријави беа од наша страна поднесени и до Трудов, и до УЈП, пронајдени неправилности и од Трудов, и од УЈП, понатаму отиде тоа до Генералштаб, мислам, на влада. Не знам како се вика Генералштаб, него не знам веќе како се вика тоа секретаријат таму некој нивен у влада. Секретаријат. Немам појма и оттаму као требаше во август 2020 беа препратени случаите, значи готови оформени, направена истрага од две релевантни институции, Државен Трудов, Управа за јавни приходи и после почнаа заеднички контролни акции од двете институции во приватни компании. Тогаш знам дека уште во август 2020 веќе тие предмети беа пратени во основно јавно обвинителство. Меѓутоа, еве, сега сме август 2022, нема ништо. Ама ево, можда ќе дојде ред, бидејќи гледам дека почна оние злоупотреби со ковид помош, да оние пари кои што оделе демек за ковид, а сега гледаме дека се купувале тротинети, електричи, дека се купувале луксузни коли, кои што навидум им требале на нашите институции, додека ние тука се бориме со руинираниот здравствен систем овие 2 години. Секој ден слушаме за тоа, нема потреба поише да зборам, и денеска слушавме. И сега се надевам дека после овие набавки кои што се правеле, после тие тендери кои што се правеле во време на короната, кои што се вели дека требало да бидат за корона, ама биле за нешто друго, се надевам дека ќе дојде конечно ред и за злоупотребите на државните пари од страна на приватни компании, дека ќе одговара некој, мада 30 години никој не одговара. Јас Сдруженијето и гледам добар дел од медиумите што го истражуваат тоа, што го пласираат, се бориме, меѓутоа веќе оно е како со ветерници. Всушност, ова е скроз несериозно од страна на основно јавно обвинителство, бидејќи се работи за пари
државни пари, народни пари од наши даноци, кои завршиле во нечии џебови, не беа дадени на работниците. Збориме за постапка од 2020 година. Ако ме прашаш, Боби, мене лично, во време на кризна или прогласена вонредна состојба, тоа е еднакво на воено профитерство. А ние немаме ниту до сега одговор до каде е целата постапка. А да ги спомнеме тука третиот, четвртиот, петиот, шестиот економски пакет на мерки дополнително. Така да не знам што прави основно јавно обвинителство, очигледно се користи како апаратчич за партиски препукување, надмудрување, затварање, не знам веќе што, нема да навлезам, меѓутоа не работат институциите во корист на работниците, во корист на обичните смртници, како мене, тебе и некои работници од истокот или кај дај, нема везе. Неодамна излеговте на пресконференција на која што зборувавте за работничката чиј што предмет беше вратен на првостепена постапка од страна на Штипска апелација. Чинам, така беше? Така. Да. Кажи ми повеќе детали за нашиве гледачи да се во тек, зашто точно е целата постапка? Така, повеќе ово е постапка од 2020, значи се работи за мајка на две дечиња, која што тогаш требаше да користи мерки за ослободување од работа. Жената беше вработена во една фирма, мислам ги спомнала фирмите Аледам, мислам беше или Палтекс, значи тоа се фирми у фирми, знаеш како иде тоа кај нас. По потреба ги менувате, па користите надоместоци од Агенција за вработување и слични манипулации, тоа го знаат добро и од партнерите нивни од кластерот на конкретна фирма. Тоа се фирма која што долги години прекршува човекови и работнички права и конечно се најде на храбра мајка на две малолетни мали дечиња, која што ги немаше каде ги остави децата, мораше да ги чува. Останата дома, вработена со договор на неопределено работно време. Тогаш управителката одлучува дека треба да се отараси од работничката за да не ги плаќа парите кои што пази и вообичаено ги добиваат од сетовите на мерки од влада. Нема врска. Значи, од таму очигледно се работи за фалсификување на подписот на работничката, се прави одјава, спогодба или не знам веќе како беше, од случајот Павелан 2 години е таму. Ја префрлаат во другата фирма, во Палтекс, на договор на определено време. Кога завршува договорот на определено, тие јавуваат дека до тука е, дека нема веќе работа. Значи, овдека ние поднесовме до основно јавно обвинителство за повреда од права од работен однос и фалсификување на патна исправа. Согласно кривичниот законник, прво време ни беше одговорено од основниот јавен обвинител Делчево дека нема кривично дело. Дека не знам како беше образложението, меѓутоа дека постоел усен договор. Од таму ни друга постапка до жалба до Висше јавно обвинителство, овде кај нас во Штип, каде што Висшиот јавен обвинител, кој што го ценам и го почитувам, овде во Штип, нема да спомнувам имење и презимење, еден ние мислам, кој што каже дека има елементи на кривично дело и даде насоки основниот јавен обвинител да подлачува да го продолжи гонењето, да продолжи со истрагата и слично. Откако долго време се чуваше делото во ФИОКа, Кристина и Гласен текстилец почна со ургенции до таму, ургенции повторно до Висшиот јавен обвинител, тука кај нас, нели како надлежен на јавниот обвинител од Делчево, за предметот конечно да излезе фасцинантно од ФИОКа и да продолжи гонењето на тоа дело во судска постапка, каде што Основен суд Делчево виде дека има повреда и на право од работен однос, има и фалсификување на патна исправа. Значи тоа требаше да биде првиот случај, бидејќи ние имавме веќе еден мониториран случај во Куманово, ако се сеќаваш во почетокот, за бремена беше жената, на ваков начин ни беше откажан договорот со фалсификување на подпис нејзин. 2020 исто мислам дека беше во Куманово, мислам дека ќе се сетиш. Ова требаше да биде прво кривично дело во текстилна индустрија.
И така дојде во апелација и нашите апелациони суди во Штип сметаат дека повреда на право од работен однос немало, бидејќи имало ликвидационна постапка, како што кажав јас и на пресуд тогаш, че ние не сме криви што треба да вадиме предмети од фиоки, ние не сме криви што тие не закажуваат рочишта, ние не сме воопшто криви за ништо што во тој момент тие можат да си поднесат ликвидационна, стечајна или било каква постапка и да продолжуваат повторно со функционирање на 4-5 фирми и да ги затвараат по потреба ако некоја фирма се гони. А за фалсификување на патна исправа исто така тие сметаат дека тоа било како беше со договор, усен договор. И треба јас да бидам таа бесправен факултет работничка во текстилна конфекција до вчера што треба да им каже дека постои само писмен договор и писмен отказ. Нема усен договор, ниту усен отказ. Значи образложението е штуро, безвезално и го праќаат повторно предметот во Делчево. Не е прв пат Штипска апелација позитивни пресуди за текстилни и за пчеларски работници, конкретно за Баргала случај. Истите тие ликови да кажат дека се работи за кршење на ред и дисциплина, кога да живеат во, не знам, во Њу Јорк, а не живеат во Штип. Едноставно, не знам како да кажам, нема правда за работникот и замисли Боби да не било гласен текстилец тука, да ги вади предметите од фиоки, да ги дава овие пресови, да ги плати паднатите дела кои што се скапи. Боби збориме за едната постапка што паднавме во Баргала ни е 80.000, другата е 60.000. Кажи ми дали обичен работник кој што не земал 3 месеца плата, барем ти објавуваше, најдобро знаеш дека се работеше таму за постојани протести, луѓето се 30 години членови на ССМ, нашиот репрезентативен синдикат, што по 3 месеци не земаа плати, замисли си да отидат да докажуваат дека не било кршење на ред и дисциплина, тоа се жени од 50-60 години, него дека си ги барале платите и дека никој не бил на работно место, дека сите си ги барале платите, биле во кругот на фабриката, ама другите не ги чепкаат, бидејќи тие другите не се блиски до Кристина, оти вие две работнички се блиски до Кристина, па го изеле отказот. Така да Боби 80.000 и 60.000 за работнички кои што не земале по неколку месеца плата, за мене е голема сума. За мене е голема сума, а не пак за нив. И за тебе, за било кој нормален човек. За да искуби на суд со чист совест, со чиста душа, искрено, честно, поштено, работејќи таму 30 години. Така да, да не се чудат зашто име довербата во правосудството 8% и зашто срце ме боли кога гледам дека им се покачуваат платите. Тоа така да, еве, тоа се некои постапки кои што требало да бидат, не знам, револуционерни после 30 години независност на државата, да покажеме дека имаме правен систем, дека имаме правда за сите маргинализирани, социјално исклучени, сиромашни, обични работници, обични граѓани, меѓутоа ние имаме каста тука висока што зима плата за не знам што. И баш тоа го реков во тогаш на пресот Лута, ако така се откажува договор за вработување, усно, онда од судот да ги земам, да ги префрлам во конфекција или во странска инвестиција, да видат како се работи и колку е фер да се работи. И на крајот да дојдеш до такви едни кои што треба да ти делат правда, а тие да гледаат од сосем друга перспектива. И воопшто не ми е гајле дали на некој ќе му се свиѓа или не, јас го кажам се единствено тоа што го мислат обичниот народ и оние работнички кои што на права душа не ја добија правдата која што сака, сатисфакцијата која што им требаше. Тоа е. Гласен текстилец започна и да работи на синдикален план. Имавте нели формирано, не знам сега точно, мислам јас за една знам синдикална. Сега ќе ни кажете повеќе околу тоа. Какви активности преземате на синдикален план, нели? За жал, Боби, одамна се спремавме нели да го направиме тој наш синдикат, независен синдикат, да почне од текстилната индустрија, па понатаму гледам не бараат и технички персонал по градинки, не бараат полицајци, не бараат луѓе вработени во болници, што е супер.
меѓутоа мене ми е првенствено приватен сектор, па за јавен потом. До сега имаме само 4 синдикални организации во ОВИ и сето тоа поради презафатеноста, еве со овакви некои случаи што го кажав пред тоа. Инаку, епте ми е драго да работодавачите од текстилната индустрија почнуваат да бараат разговор со мене, со Гласен текстилец, кај што велат ние не сме како другите кои што споменуваш, ние сакаме да бидеме позитивен пример, дека текстилната индустрија не е цела таква, иако тоа никогаш го не е речено дека цела текстилна индустрија не чини, дека сите газди се лопови, вакви онакви, никогаш тоа го не е речено, меѓутоа драго ми е што веќе пристапуваат и велат ние сакаме да направиме синдикат. Ние стварно сакаме, бидејќи имаме стандарди, имаме супер услови за работа, се наидеални, швајцарски, меѓутоа многу подобри за разлика од некои што работат како што работат. Велат не сакаме да работиме сабота, не сакаме да работиме недела и празник, но сега е проблемот дека имаме недостаток на работници. И сето тоа не е Кристина Крива ниту Гласен текстилец, сето тоа го направија работодавачите од текстилната индустрија и овие примери кои што не се огради од лошите примери на работодавачи, бидејќи не се сите за во искош. Сега за сега имаме 4 синдикални организации во текстилна индустрија стрикно. Требаше да отидеме уште во неколку компании тука во Штип, значи претежно сме тука во источен регион. Ќе се шириме, бидејќи има фирми конфекције, да кажем, каде што се само има членство, а кај што работниците цело време доаѓаат кај нас, да им даваме ние правна помош, така да чуму да плаќаат синдикат таму кога овде добиваат секогаш бесплатна правна помош. Мислам, тука сум за нив и нема да одам против интересите на работниците, меѓутоа ни против интересите на фирмата, бидејќи ако не е фирмата. Не, братство единство, како што разговараме и пред разговорот, не се фирмите во собственост на работниците, за жал, него се во рац. Дополнително ми е кеф и тоа што, еве, влегувајќи во такви некои мрежи како Clean Clothes кампејни, слично, ни приоѓаат представници на брендови и велат сакаме да соработуваме со фирмите каде што имате синдикат. Бидејќи ги читаат на страната на Гласен текстилец и ние сме попознати во Германија и во Холандија не даваат на медиуми, така да велат дај ни добри примери каде што би можеле да го направиме нашето производство. Баш еве пред 3 вечери се јави човек од швајцарски бренд, скап бренд, нема да нагласувам што е како. Кристина, сакам да дојдам за месец-два, дали можеме да разговараме за компании, зашто да не помогнам и на компаниите и на работниците и да се подобрат условите за работа и да земаат поголеми плати. На крајот од денот цела оваа ситуација во Украина ги донесе брендовите на Балканот. Од друга страна, Кина веќе не име како Кина и Индија им се поддалечни дестинации, а од Македонија до земјите на рачатели е само ден до два за да се пренесат готовите продукти. Друго, правиме стратегија за текстилна индустрија. Имаме некои експерти кои што ни се вклучени, исто и тоа го правиме, не знаеме веќе на колку страни сме, бидејќи сметаме дека не треба да кренеме рација од текстилната индустрија, како што некои тоа го сакаат. Има потенцијал оваа индустрија, историски е присутна тука, така да мислам дека има потенцијал и оваа индустрија може да дава плата за живот. И за на крај, ако можеш кратко, ставот на Гласен текстилец за даночните реформи. Пак ќе кажам, гледаш дека постојано, баш вчера, кога беше, изјавата на премиерот Ковачевски е дека на транспарентен начин се носеле, се разгледувале даночните реформи кои што ги најавуваат за од јануари 2023. Јас, освен нивни партиски луѓе, владини луѓе, луѓе од нивниот ешалон, јас не видов експерти независни на тие преговори. Јас не видов Бранимир Јовановиќ, иако се, пак ќе го спомнам, иако се јава толку пати од Австрија преку наши медиуми, никој не го слушна што ја чуеме да каже. Значи, очигледно овдека повторно реформите ќе удрат врз хонорарците, оние на кои што државата ниту нешто им дала,
ниту они дужат нешто на државата, бидејќи живеат од тие хонорари, и тие хонорари, Боби знаеш, може да бидат месец-два во годината и понатаму немаш ти ни придонеси здравствено, ни придонеси од пензиско. Посебно кај нас во невладиниот сектор тоа е прилично проблематично. Бидејќи може да живееме 4 месеца да земеме некој хонорар до крајот на годината да видиме без апсолутно ништо. И јас не ја дужам ништо на државата. Но кај гласна текстилец е нешто сосем друго, ние плаќаме придонеси од пензиско здравство, не знам зашто ги плаќаме, ама еве ги плаќаме. Значи, вие реформи кои што се најавени, кои што можам да ги слушнам од министрите за финансии и економија, е дека ќе удрат врз хонорарците, врз малите средни микрокомпании, ќе удрат врз работниците, бидејќи измислуваат данок на моменталните придонеси за здравствено и пензиско. Пак ќе речем, не знам ни тие моментално зашто ги плаќаме и синдикатите молчат, посебно овој репрезентативниот смени дрес. Јас мислам дека од септември сериозно треба да излезе народ на улица, да им покажеме дека не може цело време ние да плаќаме, а нивните бизнис партнери, големи капиталисти и олигарси кои што 30 години транзицијски онака си минат како што си минат, да плаќаат помали даноци, да имаме сива економија, не знам, ние да плаќаме, зашо да плаќаме? Кои услуги јас ги добивам од државата? Партизираноста, администрацијата која едва 20% работи, секоја час на исклучаци. Зошто да плаќам? Така да мислам дека ова е сериозен проблем и оваа најава од јануари, исто како што ја најавија минималната плата за затворени врати. Мене навистина ме плаши, а треба да ги плаши и обичните работници и обичниот народ. Хонорарците особено. Мене ме плаши дополнително и молкот кој што доаѓа од голем дел од експертите, молкот кој што доаѓа од граѓанскиот, молкот кој што доаѓа, уствари не доаѓа молкот, него глас нема од граѓанскиот сектор. Гледам дека Бизнис конфедерација единствено се јави, не ги гледам другите комори да кажат дека ова ќе удри на економијата, бидејќи оваа држава очигледно нема некоја стратегија за подобрување на економијата, него очигледно да ги удри оние кои што не треба, кои што моментално си плаќаат даноци, за да што? Да вработуваме АЕК и слично. Мислам, читаме што пишуваат твоите почитувани колеги новинари и ти, така да, не знам, страшно во секој случај е еден апел, можда е време работниците и работодавачите да излезат конечно јасно и гласно, да се поддржат едни со други по 30 години, бидејќи ако тие се тие алки, две, кои што ја движат економијата во оваа држава, од кои што зависи све во оваа држава. И администрација, и власти, и министерства, и институции, све живо и диво. Така да еве еден апел до сите стопански комори и организации на работодачи, бизнис конфедерации, кои што ќе ги поканиме секако на текстилијата. Ово мора да се разговара и овие даноци не смеат да поминат така и да удрат повторно на оние кои што не треба, ќе ги оставиме транзицијските олигарси да продолжуваат со тендери, да продолжуваат со најниски исплати, да продолжуваат со сива економија и да бидат спонзори на било која власт. Тоа е. Тука само да додадам дека и организација на работодавачи, односно претседателката која што гостуваше во минатата епизода, даде свој фидбек на деношните реформи и се разбира вели дека истите бија утешнали работата на компаниите. Наместо тоа јас се согласувам во потполност дека треба да се работи на намалување на сивата економија, што е канцер во македонското општество. Ампева, фала ти што беше денешна наша гостинка. Имаме уште многу теми кои што би може да се разговарат, но во интерес на времето да не бидеме премногу долги, тие ќе ги оставиме за понатаму. Ние ако продолжиме со муавет, ние можеме да разговараме и до утре савале. Секојаш е интересно да се разговара со тебе. Драго ми е секој пат кога соработувам со порталот, драго ми е секој пат кога соработувам со тебе, кој ќе ми се јавиш за било што. Фала ти за прекрасната соработка до сега со мене, со Гласен текстилец. И еве, те молам после ова интервју, апел до работодавачите, апел до работниците,
овие даночни реформи, бидејќи сериозно ме плашат, да бидат максимално внимателни и да можеме сите да излеземе против некакви лоши политики кои што лошо ќе се одразат и дополнително ќе го сиромашат овој и онака сиромашен народ. Фала ти уште еднаш за поканата да бидам дел денеска тука. Фала ти и на тебе, а на вас, почитувани гледачи, ви посакувам да останете во добро здравје. Се гледаме во последната епизода.